Многу турбуленции се случија во изминатиот период во машката ракометна екипа на Куманово. Пред почетокот на сезоната не се знаеше дали екипата ќе се напреварува, а сега веќе бившиот тренер Антонио Ивановски, кога беше најтешко, се нафати и го одржа клубот во живот. Меѓутоа, сето тоа траеше кратко, па така од пред неколку дена се случија неколку промени. Поставен е нов управен одбор кој ќе има задача да го стабилизира клубот, а за сега единствениот тренер Трајковски ќе работи со екипата до почетокот на сезоната. Новата функција веројатно и за вас е предизвик да остварите што подобри резултати за машката ракометна екипа на Куманово. Вака од прва рака што затекнавте во клубот и каков е играчки состав? Па вака, значи прво би се заблагодарил на вас како телевизија што сакате да помогнете, значи ние сакаме да помогнеме за да ракометот во Куманово биде каде што му е и местото, значи во елитата во Република Македонија. Се зафатиме со еден проект, значи со една сосема нова управа во РК Куманово, со едни млади сили за да помогнеме, тоест сите ние сме ентузијасти, тоест волонтери, да овие млади деца не ги оставиме значи на цедило, да продолжиме понатаму, да бидат и тие пример за идните наши млади дечиња со кои што работиме во нашите школи, за да го вратиме, пак ќе кажам, значи ракометот на едно многу повисоко ниво. Каков е играчкиот состав на екипата и што може да очекуваме во следната сезона? Вака, значи нашата екипа ова година ќе се надпреварува во прва лига, за во младинска лига уште не сум запознат дали ќе се надпреварува. Ќе се надпреваруваме во прва лига, тоа се играчи, значи од Куманово се генерација, значи претежно 96-та година, 97-2000-та година, има и некои малку по така, значи играчи од околу 90-та година. Се работи се за млади играчи кои што има работено во клубот со нив, мислам дека со една напорна работа, со една добро организирана управа, со малку значи ветар во грб од страна на општина, тоест Сојузот на спортови на град Куманово, мислам дека за ова година да не очекуваме некои многу големи резултати, меѓутоа од наредната година значи можеме да очекуваме резултати. Има голем потенцијал во деца, само треба многу работа. Рангеловски, оваа екипа на Куманово дали може да оствари добри резултати во наредната сезона, со оглед на тоа дека сте доста млади, а воедно имате и добар потенцијал? Па се надевам дека ќе оствариме подобри резултати од минатата година, значи клубот се наоѓа во многу подобра состојба од претходните сезони. Имаме нови тренери, се формираше нова управа, се надеваме на подобри резултати и на мала помош од оние кои што се очекува. Колку овие промени ќе имаат позитивно влијание врз работата на клубот ќе покаже времето. Да се надеваме дека секи биде во најдобар ред.